Здраво господо, ова е новото видео од Машки свет и ние денеска, впрочем како и во изминативе видеа, решивме да даваме мали совети за сите големи мажи. За сите оние што сте нови, нашата цел и задача е тука да се дружиме со вас и вие да стиснете subscribe на нашиот канал или пак доколку ви се допаѓа ова видео да го споделите на социјалните мрежи, а за сите оние редовни коментатори имаме оставено простор колку ви душа сакате да кажувате дека водителот е грд, дека немаме поима од работите и дека едноставно не заслужуваме да се појавуваме на камера. А за сите оние пак кои што едноставно мислат поинаку, слободно може да ни давате коментари и да пишувате што е она што сакате да го видите во некој од наредните епизоди на Машки свет. Имаме две нови работи. Прво е дека конечно се отарасивме од сенката позади мене, која што ме пратеше во сите изминати видеа. А втората е дека денеска со Синьорко се дружиме заради тоа што имаме една навистина интересна тема, а таа е 5 чекори кои што вие треба да ги поминете доколку сакате да носите совршено одело. Првиот совет кој што ние го имаме, е наречен чекор, е во делот на рамењата на вашето сако, односно вашето одело. Она што е важно е дека рамењата се клучниот дел на кој што ако сгрешите или ако сгреши тој што ви го прави вашето одело, нема назад. Нема затегнувања, нема прекршувања, нема никакви други форми, односно има само една чиста убава линија која што ви дава еден мажествен изглед. Делот со рамењата е многу важен заради тоа што навистина првиот печаток на вашето одело е во рамењата. Она што дефинитивно мора да го запазите како дел од вашето сако е тоа што се нарекува овој дел овде. Има еден совршен момент кој што се вели кон ролино, доколку сакате да имате навистина посебен изглед, а тоа е делот на испакнувањето на вашето сако кој што излегува малку од вашето рамо. Ако ова го погодите и тоа со потпунката се дополни се така убаво, нема да имате никаков проблем. Вториот чекор кој што дефинитивно не смеете да го изоставите е во делот на струкот. Јас знам дека викам, ама мора да викам заради тоа што ова е многу важно. Доколку сакате да го почитувате бонтонот, правилото гласи кога стоите, оделото мора да ви биде закопчано, односно сакото мора да ви биде закопчано. А кога ќе седнете, тоа треба да го откопчате. Сега, за да можете да го закопчате и да го откопчате, многу е важно тоа совршено да одговара на вашето тело. И тука може да се прават корекции, може од позади да се стеснува, да се шири, не нормално огромни, но важно е кога ќе брцнете прст помеѓу сакото и вашиот стомак, да имате барем 2 или 3 сантима простор за да може слободно вашето тело да диши и вие да се движите без никаков проблем. Третиот чекор кој што исто така многу е важен и мора да го почитувате е должината на вашето сако. Ова е многу важно доколку сакате да изгледате високо и грандиозно. Доколку купите сако кое што ви е до патентот, ќе изгледа како да сте биле во некоја детска продавница и да сте купиле нешто кое што вам воопшто не ви прилега, а од друга страна пак како го пуштите ќе луѓето ќе ги збуните и ќе ти речат добро е палтото, а уствари тоа да ти било сако. Најважното нешто е тоа совршено да прилега на вашето тело, а како тоа може да го проверите? Секогаш сакото треба да го покрива вашиот задник или пак напред делот каде што завршува патентот. Уште еден начин на кој што може да проверите како вашето сако совршено прилега на вашиот изглед е кога ќе ги исправите рацете и кога едноставно сакото ќе се најде помеѓу крајот на вашата дланка и крајот на вашите прсти. Тогаш знаете дека имате совршено сако. Четвртиот чекор кој што исто така денеска сакам да го споделам со вас е во делот на должината на ракавот на сакото. Зборувавме и во изминатите епизоди дека многу е важен овој детал, односно дека не смеете да дозволите сакото да биде подолго од должината на вашата кошула или пак едноставно да не ве викаат досе краткиот и да имате сакоа кои што едноставно многу дозволуваат вашата кошула да излезе од сакото. Она што може да го направите за да проверите дали сакото ви е доволно долго или пак едноставно сте пораснале во текот на времето кога сте го купиле сакото, е да видите дали има барем 1,5 или 2 сантима простор помеѓу ракавот на кошулата и сакото. Нормално тоа треба да го проверите само кога стоите
А пак кога мафтате со рацете или кога пишувате или кога сакате невербално да се изразувате, тогаш може да оди малку повисоко, односно малку подолго вашата кошула. Последниот чекор кој што дефинитивно не смееме да го пропуштиме, испадна дека ни еден чекор не смееме да пропуштиме, затоа што сите дефинитивно не смеете да ги пропуштите, но е многу важен кога го правите вашето одело по мерка. Нормално оделото кое што ќе ве направи да изгледате совршено е во делот на панталоните. Еволуцијата на панталоните е далеку поразлична од она што дефинитивно денеска се носи како панталона. Ако порано ги носеле оние широки шалвари, можело комотно да се игра квикстеп и да се игра не знам какви други танци, денеска имаме тесни панталони, малку пошироки панталони, но едно е сигурно дека фитот мора да биде совршен на вашата нога и дека не смее да има прекршување. Еволуцијата е една работа, модерното и дизајнот денеска се тотално поразлични, затоа мора да обрнете внимание кога бирате каква панталона ќе носите. Кога носите смокинг, панталоната не смее да биде многу тесна, заради тоа што смокинг оделото тоа не го дозволува. А од друга страна пак кога носите поинаков начин на одело, тогаш може комотно да се опуштите и да биде тоа малку потесничко, за да може да уживате. Еве на пример кога ќе носите одело со мокасина. Нормално дека нема да пуштите шалвари, туку ќе имате малку потесни панталони за да може да дојде до израз дури и сите оние што се прошуваат да панталоната може да биде пократка за разлика од тоа кога носите друг тип на одело со друга кондура. Се на се зависи од вашиот стил, но и зависи од правилата кои што ќе ги следите доколку сакате да изгледате поубаво во она што го носите. Се надевам дека научивте нешто повеќе денеска за како да стигнете побрзо до вашето посакувано одело и вашата совршена линија. Мажи, уживајте во тоа што го правите. Едноставно, многу е важно бидејќи еден е животот. Јас и синьорко ве поздравуваме. Вие кликнете subscribe на нашиот канал, лайк, шер, што и да сакате на социјални медиуми и не заборавајте. Каков и да е вашиот коментар, ние го очекуваме на нашиот канал. Имајте убав живот и се гледаме во некој од наредните видеа на Машки свет. Нешто пропуштив или не? Па нешто пропуштив или не? Гледаш мене како ми е? Добро, ја кажав све.